за љубовта. Добре дојдовте во уште едно ново видео на каналот Ти можеш. Љубовта е една широка тема и јас за љубовта сум зборувала во многу од моите видеа, затоа што љубовта е тема која што е вечна, непресушлива. Љубовта е во сите сфери на нашиот живот, барем онака како јас што ја разбирам. Во денешното видео ќе офетам неколку прашања. Дали јас верувам дека постои љубов, што мислам за безусловната љубов и што мислам за љубовта кон себе. Се разбира, ова се само мои размислувања, со кои вие може и не мора да се согласите. Меѓутоа се надевам дека како ништо друго ќе ве инспирирам да размислите малку за тоа какви се вашите размислувања, какви се вашите ставови. Дали има некакво влијание тоа што вие верувате, дали постои или не постои во она што го гледате и живеете во реалност. Иако и претходно сум зборувала за ова, сакам да потенцирам дека јас сум човек кој што верува во љубовта, кој што сака да верува дека љубовта постои. И тоа овде не зборувам само за партнерска љубов, туку за љубовта општо. За љубовта како сила, како енергија, како извор која што не мотивира, која што не инспирира да бидеме подобри луѓе, да градиме подобри односи, да даваме на другите, да делиме, да го живееме нашето секојдневие најдобро што знаеме и умееме. На нешто што ни помага да исцелиме, да се поравиме, да простиме, да ги надминеме своите стравови. Може би ви звучи романтично, меѓутоа јас верувам во постоењето на љубовта по сите луѓе. Верувам во тоа дека љубовта како чувство е дел од сите нас, дека сите ние имаме помалку или повеќе капацитет да чувствуваме љубовта. Само разликата е во тоа дали ќе ја споделиме со другите, дали ќе ја покажеме јавно, дали сме ја освестиле и дали пред се знаеме да го правиме тоа, дали не научиле, дали сами сме се научиле, дали ние тоа во приоритетите во нашиот живот и зависно од тоа, нели, и делуваме, односно покажуваме, споделуваме, правиме работи од љубов. Многу често љубовта се јава во некоја друга форма, некаде скриена позади како двигател во работите што ги правиме, па дури кога првично не ни изгледа дека тоа нешто врзано со љубов. Според мене, љубовта е многу важна и во тоа што го правиме во секојдневието, и во работите што работиме во нашата професија, и во односите со другите луѓе, и во односот кон себе пред се гледа, се забележува, се знае кога нештото е направено со љубов, и тоа се гледа во најобичните работи кои што ги правиме во нашето секојдневие. Например, едно јадење кое што го готвиме можеби секојдневно, доколку го правиме со љубов, има поинако вкус, поинако изгледа, поинако е сервирано. Би сакала да кажам дека јас секогаш сите работи ги правам со љубов, меѓутоа се разбира дека не е секогаш така и не сум секогаш апсолутно свесна и дека не е секој ден мој ден, па јас да можам на се да му се посветам и со љубов да го работам. Меѓутоа, ако е базичната мисла, идеја, желба, љубовта, и ако базично тоа што го правиме во целина, константно, во подолг период, го правиме со љубов, тогаш не е воопшто битно, според мене, ако повремено и не сме свесни за тоа. Меѓутоа, ако генерално ги правиме работите само поради тоа да бидат направени, а не ги освестуваме своите емоции, тогаш може би е време да размислиме за тоа или да поработиме на тоа. За мене љубовта е се присутна, таа е мотивација, инспирација, понекогаш и за да станеме наутро од креветот, за да направиме многу работи во животот, и во приватниот и во професионалниот живот, и во односите со другите луѓе, и во односот кон себе. И во контекст на тоа, сакам да го надоврзам второто нешто за што сакам да зборувам, а тоа е љубовта кон себе, за која знам дека премногу се зборува, премногу се пишува, меѓутоа се уште постојат дилеми и се уште слушам од луѓето дека е себично, се сакаш себе си, дека современиот, модерниот човек од толку многу што се сака себе си и заборавил, запоставил другите. И не се согласувам со тоа, затоа што јас под љубов кон себе не подразбирам да се сакаш само себе си, а да ги заборавиш другите.
Naprotiv, podrazbiram da osvestiš kako se sakaš sebe si, koliko se sakaš sebe si, potom so ta svesnost, da gi sakaš i drugite ljudje. I mislim deka koliko i da begame od toga deka nije se sakame sebe si, nije bazično se sakame sebe si. Međutim, može bi nisme sekogaš svesni, može bi ne zboruvame za to, može bi to ne nekako dovoljno i nekako javno. Dokoliko ne se sakame sebe si, nije ne možeme se grižimi za sebe si. Del od ljubovta kon sebe predstavava i to što nije vnimavame što jademe, kako izgledame, vežbame, odime na lekar, se grižime za svoje zdravje, investirame v sebe, se educirame, si kupuvame garderoba, si pravime mali zadovoljstva, si podaruvame podaroci ili pak barame od drugih, znači nije bazično se sakame sebe si. Da li je to konstantno i da li je to dovoljno i da li javno zboruvame za to i da li smetame deka je važno i da li osvestuvame deka na periodi zaboravame da ga pravime to je pejke drugo prašanje. I smetame deka ako nego zboruvame to, nego pokažuvame to, nima da gi naučime pomladite idnite generaciji da se sakaja sebe si, što je mnogo bitno. Pak na mojoj terovatilnici od mojete učenici ja se ušte slušam deka je sebično da se sakaš sebe si. I zato ja smetam deka treba da se zboruva za to, međutim, ne zato što si ti podobar od drugite, zato što ti povike zaslužuvaš, zato što treba se sakaš samo sebe si, nikoj drug, deka konstantno treba budeš posvetan samo na sebe si te drugi da gi zaboraviš. Tu kod nekoj pozicija deka se sakame sebe si, kako što gi sakame i drugite. Se sakame sebe si, koliko što gi sakame i drugite. I koga već je go spomna to, koliko da se sakame, koliko se sakame sebe si, koliko gi sakame drugite. Ja znam deka različni ljudi imate različen kapacitet da gi čustovat, odnosno da osvestat što čustovat. Različni ljudi imate različni kapaciteti da je pokažuva ta ljubav i na različni način ga prava to. I mnogo često nije možemo da ne prepozname kaj drugite nešto kako ljubav ili da ne se soglasime deka to što go pravate ljubav ili go pravate od ljubav. Se razbira ovdje ne mislim na manipulacija, nasilstvo i tako nadamo koji što se zacskrijeni od toga deka te sakam mi značiš se grižam za tebe. Tuku zboruvam za relativno zdravi, normalni međučovečki odnosi, bo koji ona što za mene ljubav za tebe ne je. I zato imam zboruvano ciklus od 5 jazici na ljubav. Zboruvam za to deka nekoj ljudje jednostavno imat poširok kapacitet na čustvanje emoci, povijek se dozvoluvat da čustovat, povijek je pokažuvat, a bo princip mislim deka bazata koliko se sakame sebe si, koliko gi sakame svojite najbliski. To je nekoja neograničena, bezuslovna ljubav za koja ne sme svesni sekogaš. I deka to je jednostavno ljubav kon životot. Našiot kapacitet, naša ta sposobnost za ljubav je neograničena, no nije ograničuvame so razni uslovi, so razni pričini, so potrebata da ni bidat zadovoljeni razni želbi, razni kriterijumi. Kako potvrda na ova što go zboruvam, ako osvestime deka se sakame sebe si, ako naučime, izbereme da se sakame sebe si, nije ki se sakame sebe si, kakvi i da sme. Pod kakvi da sme podrazbiram sve što je čovečno, nezavisno od našeg fizički izgled, nezavisno od titulite, nezavisno od pozicijata v opštestvu, to nezavisno od naša ta psihofizička sostojba, koja što ako je ponekogaš narušena, poslaba, treba duri i mnogo povejke da se sakame, odnosno da osvestime koliko mnogo se sakame i mnogo povejke su ljubav, razbiranje, prifajkenje, da si pristapime na sebe si da možeme na toj način da se isceluvame ili bolesno da se nosime so se ona što ne predstavlja predisvik. I na toj način i sakame i našite najbliske, međutim, ako si dozvolime i ako sme sposobni za to. Ponekogaš mislim deka mešame i ljubav i ona što predstavlja međuseben odnos. Ja verujem v to deka ljudje to možeme da gi sakame i togaš koga ne sme vo najdobri odnosi, koga ne gi gledame često, koga ne se tuka, koga zaminale nekade daleko, koga zaminale za sekogaš. I ako tako pogledneme ki shvatime deka ljubav ta ne zavisi od ništo, ne usloveno od ništo. Nije gi sakame svojite roditelji i svojite deca, svojite partneri, svojite prijatelji, takvi kakvi što se,
a ona što го поставуваме како услов. Тоа е битно во нашите односи. Имаме потреба да ни биде покажано внимание, да ни бидат почитувани границите, да се однесуваат со нас со љубов, со почит. Меѓутоа, дури да не е така, јас не верувам дека ќе престанеме да ги сакаме. Исто како што не верувам дека ќе засакаме некого само заради тоа што добро се однесува кон нас. Мислам дека понекогаш ги мешаме тие работи. Како уште една потврда е фактот дека доколку имаме мало детенце кое што е бебе или е целосно немојкно и зависно од нас, или имаме возрасен родител или партнер кој е немојкен, болен во одреден период, ние немаме никакви очекувања од нив. Немаме услови, не поставуваме, не бараме да се однесуваат вака или така со нас. Едноставно ги сакаме. Затоа што постојат, затоа што се тука, затоа што се такви какви што се. Или кога луѓето ги чуваме во срцето, кога ги сакаме затоа што ги сакаме, тие се далеку. Немаме очекување, немаме услови. И тоа се некои ситуации, некои односи, некои животни предизвици во кои јас барем освестувам колку можам безусловно да ги сакам луѓето. Да ги сакам само заради тоа што постојат, само заради тоа што ги познавам, само заради тоа што се луѓе што носат душа во себе. Се разбира дека и јас не сум секогаш свесна, се разбира дека и јас понекогаш ја мешам љубовта со нивниот однос, со непочита, со прекршувањето, прегазувањето на преминувањето на моите поставени граници. Понекогаш барам да се задоволат некои мои желби, услови, потреби. Меѓутоа, сепак мислам дека генерално со текот на годините, низ разни животни ситуации, успеав да препознам дека умеам да освестам во себе си таа безусловна љубов. И се трудам да ја препознавам, да ја освестувам во различни односи со моите пријатели или со луѓе со кои многу малку ги познавам. Мислам дека таа безусловна љубов е љубов и кон животот, љубов кон се што не обкружува, кон се што е живо битие, и дека понекогаш се манифестира и во тоа што ќе му подадеш некому парче леб, ќе погалиш некоја куче или маче или ќе му дадеш нешто да јаде. Може би нема ни да го направиш, тоа едноставно нема да му наштетиш, затоа што си човек, затоа што имаш чувства, затоа што во длабочината од својата душа му посакуваш се најдобро дури и тогаш кога условно ти не можеш да придонесеш за тоа. Меѓутоа понекогаш и добрата мисла, и добрата постапка, и добрата намера е голем придонес во нечиј живот, во нечија приказна. За крај на ова видео сакам само да ги потврдам и да ги поврзам овие три работи. Да, јас верувам во љубовта, верувам во незината моќ и сила, верувам дека е во нешто што вечно трае, се менува можеби, ја гледаме во различни верзии, форми, меѓутоа ќе постои независно од дали ние ќе мислиме дека има љубов, нема љубов, ќе се обидуваме да ја дефинираме и да ја ставаме во рамки, ќе го движи човештвото, ќе не прави подобри луѓе, ќе ни помага да имаме подобри односи кон себе и кон другите, ќе не прави похумани, поблагородни. Љубовта кон себе исто така ќе ни помогне да имаме поквалитетен живот, повеќе да се грижиме кон себе и повеќе да умееме да ги разбираме и прифаќаме поцелосно другите, односно безусловно да ги сакаме и од далеку, да ги сакаме независно дали се тука, да ги сакаме независно дали ги почитувале или не нашите граници, нашата личност, што нормално можеме да им го кажеме и покажеме во нашите односи, меѓутоа не и во срцето. Јас ви посакувам многу љубов, голема свесност за таа љубов што ја носиме во себе, да ја освестуваме колку можеме почесто, таа свесност што ја имаме во себе, меѓутоа од известни причини сме стишиле, заспале, смириле. Таа љубов несебично да ја делиме, да се навраќаме постојано кон незе, да ни биде приоритет и во односот кон себе, во односот кон најблиските пријателите, меѓутоа и во односот кон се она што е живо и што е дел
od našата koegzistencija во ова физичка реалност. Посакувам се најубаво и да имате способност, начин и мудрост да се носите со она што нема да биде толку убаво. Се гледаме во следното видео со некоја нова тема или можеби со продолжение на истата. Ви благодарам што ме следите. Приклучете се на каналот, односно стиснете го дугмето subscribe, ставете лайк на видео и доколку ви се допаѓа, споделите го со некој доколку мислите дека може да му служи. А ние се гледаме наскоро.